стоејќи се видовме со Волканов, инвеститорот овде на Минстрој. Вели, испратив порака до работниците да излезат сите и да гласат на референдумот. Тоа е добро за Македонија, тоа е добро за Крива Паланка, но добро и за мојата компанија. Денес, како председател на Глас за Македонија и во свое лично име бев повикана од основното јавно обвинителство во Куманово да дадам исказ во функција на сведок за представката поднесена минатата година пред референдумот, поточно на 14 септември минатата година, за проблематичното однесување на нашиот премиер, господин Зоран Заев, на една трибина во Крива Паланка. Имено целата јавност е запознаена со таа видеоснимка, каде што господинот Заев прилично отворено ги повикува, апелира всушност до работодавачите или бизнисмените да го отворат кесето според неговите зборови. И јас апелирам до сите бизнисмени. Ајде почастите ги малку работниците. Сега ова важно и за компаниите, и за граѓаните, и за државата наша. Ако некој има, газдите имат, бизнисмените имат, може малку да отворат кесето повеќе. И да поделат по една патичка пуст на оние кои што гласаат на престојниот референдум се разбира позитивно. Според нас, ваквото однесување е крајно непримерено, се врши недозволено влијание врз сувереното право на гласачот и се врши влијание врз работодавачите за вакво едно недопуштено однесување. Сувереното право на гласачот е загарантирано во нашиот устав и тоа не може да биде прекршено. Сметаме дека е добро што обвинителството не повика, макар и по една година и еден месец, и да нагласим дека вакви представки беа дадени и до Државната изборна комисија, но и до Антикорупцијската комисија. Ниту една од овие две институции не постапија во рамки на своите ингеренции, што е навистина, да речем, жално. Референдумот се одржа, заврши така како што заврши, неуспешен, без постигнување на цензус, но остана овие зборови на премиерот, кој што искористи својата највисока позиција да влие врз гласачите и врз работодавачите. Вакви работи во една правна држава се недопуштени. Повеќе за правните детали би го замолила адвокатот Васко Стојков да каже. Осмислено денешниот настан и повикот од страна на јавното обвинителство на лидерот на политичката партија Глас за Македонија Сојза Грчева само би укажал дека и ние како политичка партија сметаме дека со изјавата дадена јавно и повикот на од страна на премиерот Зоран Заев да се убедат стопанствениците да ги мотивираат гласачите да излезат, односно да се влие на нивната волја да излезат на референдумот, сметаме дека се врши недозволиво и незаконито влијание врз самите гласачи, а во однос на иста ваква работа веќе имаше и судски процес каде што други вршители на јавни функции се и доби ефективна казна затвор затоа што позиција на висока политичка функција влијаеле врз некои други органи да се донесат одлуки кои што во друг случај можеби не би се донеле. Затоа сметаме дека ваквата пракса на вршителите на високи политички функции во Република Македонија мора да престане, не сме да стане пракса, а станува пракса затоа што тоа лошо, многу лошо влијае на секој изборен процес, бидејќи навистина го ограничува слободното право на глас и на избор од страна на граѓаните на Република Македонија.